Американската индустрија се соочува со сериозен недостаток на сировини кои доаѓаат од увоз пред се од Кина. Председателот Џо Бајден потпиша извршна наредба која треба да помогне да се надмине ваквата состојба. Пред да го зголемат производството, на почетокот на пандемијата Соединетите држави имаа недостаток од заштитна опрема како маски и ракавици. Сега американските производители на автомобили не можат да набават компјутерски чипови, па некои од погоните целосно запреа. Ова се дел од сериозните предизвици кои председателот Џо Бајден сака да ги надмине. Тој потпиша извршна наредба за 100-дневна федерална ревизија на глобалните синџири на снабдување и на потенцијалите за ранливост на САД во клучните индустрии. These reviews will identify policy recommendations to fortify our supply chains at every step, and critically to start implementing those recommendations right away. Наредбата на Џо Бајден исто така предвидува годишни ревизии на одбранбениот, здравствениот, транспортниот, енергетскиот, IT и прехранбениот сектор. Се очекува препораките да им помогнат на компаниите во идните инвестиции, за да бидат поиздржливи во кризни времиња. The key is, particularly with dramatic change or rapid change, you've got to do a good job of forecasting and you got to think holistically. You got to look at the entire sort of life cycle of the operation. Извршната наредба не споменува ниту една земја, но САД се особено зависни од Кина во многу клучни индустрии, како и во набавката на ретки метали кои се потребни за производство на речиси се, од бела техника до воена опрема. That is not a good spot to be in. Having said that, I think to just say we're just focused on China is really short-sighted, and I think that this policy really looks at a really broad picture in terms of U.S. production, manufacture, economy. So it's not just China. Администрацијата на Доналд Трамп се обиде да ги зацврсти синџирите за снабдување во најголем дел преку даночни олеснувања, преку охрабрување на американските компании да произведуваат дома, но и преку увозни давачки. Стратегијата на Џо Бајден после изгледа е поинаква. This work is not going to be about America going it alone. The answer to these weaknesses is not always to be to ramp up domestic production. Соединетите држави мора да бидат внимателни, од една страна да не ги налутат сојузниците, пред се Канада и Европската унија со евентуални мерки за префрување на производството на домашен терен, а од друга страна да обезбедат независно и непречено снабдување со репроматеријали. Глобалните синџири на снабдување беа пореметени со почетокот на пандемијата и затворањето на економиите. Една година подоцна проблемите остануваат. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.